Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе разгледаме два поеми, генотип и фенотип, поеми кои ги разгледавме неколку пати во минатите видеа. Основно ги спомнавме, сега малце подетално ќе ги разгледаме. И да започнеме со фенотип. Значи фенотип представува надворешниот изглед, сите анатомски и морфолошки и физиолошки карактеристики, односно својства кои се на некоја си дадена индивидуа. Сега, значи тоа е всушност надворешниот изглед, така и сите други карактеристики кои се носат со тоа. Така, значи тоа е надворешниот изглед, како да го кажеме. А генотип е збир на сите гени во еден организам, односно во една клетка, ама бидејќи сите клетки имаат исти генетски материјал во еден организам. Сега сите гени, како што рековме до сега, не се експресираат еднакво во секоја дадена клетка и затоа добиваме голем број на клетки, така? Сега поради таа неекспресија на сите гени еднакво, тоа и се одразува и на самиот фенотип. Значи, од гените всушност потекнува дека фенотипот може да биде во даден спектар на граници, така? Значи, можеш, сега ако земеме само да збориме, например, за кожата, можеш да имаш светла кожа, така ќе го направиме како бело човече, и со тек, нели, ако се сончаш, ќе добиеш потемна кожа. Така. Сега не се сменил генотипот. Гените ти останале исти. Значи тебе не се смениле гените во организмот, едноставно ти се сменил фенотипот. Ама промена на тој фенотип, значи од бело кон потемна боја, промената на тој фенотип е овозможена од страна на самиот генотип. Значи, во самиот генотип постоел тој спектар дека можеш да се движиш од таму до таму во однос на овој фенотип, во однос на ова фенотипско својство, така? Значи, кога има промена на некој фенотипско својство, некоја драстична промена, тоа не значи дека се менил генотипот. Значи, генотипот не се менува, едноставно границите во која се променило тоа фенотипско својство веќе биле дозволени од страна на генотипот. Сега, каков ќе биде тој промена на тој фенотип, нели, всушност зависи од сите надворешни фактори кои учествуваат, кои действуваат врз гените. Значи, надвор, F ке ставам за фактори. Значи, надворешни фактори кои влијаат врз гените, дали тоа е температура, дали тоа е топлина, дали тоа се некои субстанции хемиски, самата исхрана и едноставно и долготрајни ефекти кои може да влијаат врз гените и да се смени фенотипот. Едноставно можеме да земеме монојајчени близнаци, односно од една јајцеклетка, значи имаше една јајцеклетка, од таа една јајцеклетка се направиле две јајцеклетки и тие имаат еднаков генетски материјал и од тоа нели сме добиле две единки, така? И тие две единки имаат ист генетски материјал, односно имаат ист генотип, но едноставно може да изгледаат различно. Сега не збориме за двојајчени близнаци, збориме за еднојајчени кои се многу поидентични, односно генетски тие се исти. Сега како што поминува времето, со тек на време, да речеме ако работат различна работа, едниот работи во фабрика, другиот работи на биро, некаде во некоја канцеларија или слично, со тек на време, да остарат, ќе почне да се приметуваат многу некои различни работи. Например, овој што работи не знам во фабрика ќе боли кичмата, ќе има проблеми со грбот, може да ќе биде малце понисок поради тоа, не знам, проблеми со лактите, врат, овој што работи во канцеларија ќе има проблеми со вратот, може да ќе има згрбавена, ќе биде згрбавен, бидејќи нели седел на биро пред компјутер, може да ќе има проблеми со срцето и така натаму. И некои други, многу други работи сега кои може да ви паднат на памет, кои би станале различни и тоа се случува при ист генотип. Значи генотипот не се сменил кај двајцата близнаци. Така? Значи тој е останал исти. Сега да кажеме дека ако добиеме одреден фенотип, например добиеме одреден фенотип за некое си дејство, и ако тој фенотип, сега ова необично не е карактеристично за луѓе, но има и примери со луѓе, но сега само ќе спомнеме дека ако добиеме некој фенотип, сега ќе тропнам, например, плава коса, добиеме плава коса, некој фенотип и тој фенотип не наведува
на одреден генотип, значи мислиме, ќе ставам ко прашалници, генотип некој дека си е ова, гени, така, но всушност е производ на надворешни фактори, тоа се нарекува фенокопија. Значи ова е фенокопија, односно копира одреден фенотип. Значи фенокопија. Сега има многу вакви примери кои ги среќаваме со растенија, особено например некој растение има ваков лист, така, и сега под дејство на некои си ионизирачки зрачења, ќе направиме како со виолетова, ионизирачки зрачења, тој се преобрази и сега се добија, не знам, ваков некој назабен лист. Така, сега овој лист назабениот не наведува, што ова е сосема друг фенотип, така, сосема различно изгледа, не наведува дека ова растение можда е сосема друг вид, да речеме ова сега лупам, ова е кајсија. И сега под дејство на тоа ионизирачко зрачење, листовите станале како добро, всушност ова другото имаше повеќе логика да е кајсија, да речеме дека ова е цреша. Освен црешата нема вакви, јаболка нека биде, не е важно. Значи добило некој друг фенотип, ама генотипот не се сменил, генетскиот материјал уште е исти. Значи ова ќе биде фенокопија. И кога е трајна промената, значи ова е трајно, нема да се смени, така, значи со ионизирачко зрачење, кога е трајна промената, тоа се нарекува морфоза. А ако по прекинување на факторот, например во овој случај беше ионизирачко зрачење, ќе обележиме ХВ. Сега рековме дека ова е морфоза, дека нема да се врати назад. Ајде ќе земеме друг пример. Значи, ако го имавме така како слично, имавме лист, така, сега под влијание наместо на ионизирачко зрачење, не знам, под влијание на топлина, се смени некоја промена, например, листот стане некој свиткан или некако ќе го нацртаме, некако се измени, но од кога ќе прекине топлината, значи ова факторот, од кога ќе прекине, листот пак ќе се врати во нормална, нели, форма, ќе го нацртаме како нормален лист. Така, тогашка, ако е повратен фенотипот, точка се нарекува модификација. Значи модификација. Сега да видиме што е генокопија. Значи, генокопија е кога всушност склоп, да речеме ова е еден ген, ова е друг ген, ова е трет ген, и сега тие се три гени, и сега имаме други три гени од друг организам, каде што условуваат добивање на прилично сличен или ист фенотип, а сосема различни гени, така, од различен организам, точка тоа се нарекува генокопија. Значи, генокопија. Генокопија. На некој начин го копира ефектот на други гени. Значи, фенокопија беше кога имаме некој си фенотип кој не наведува, да мислиме дека имаме друг генотип, но всушност е само промена од надворешни фактори, тогашка е фенокопија, а ако имаме дадени гени кои даваат сличен фенотип со други гени, тогашка е генокопија. И како најважно нешто да запамтите од тоа видео дека тоа што го повторив на почетокот, дека генотипот всушност го одредува опсегот во кој може да се движи фенотипот. Два организми може да имаат сосема исти генотип, ама сосема различен фенотип поради различна експресија на дадени гени, кој е условено од фактори од надворешна следина. Така. Добро, тоа беше се за ова видео. Се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.